Почитувани медиуми, почитувани граѓани, почитуван председателе, собственик, директорка на Агенцијата, дополнителна министерка за труд и социјална политика, почитуван представник на работодавачите, на работниците. Она што е многу важно е што денеска во оваа посета во Штип и во компанијата Албатрос навистина почувствував дека некако овој сектор добива стабилизација. Зошто тоа го велам? Затоа што компанијата вели да, ние сакаме да исплаќаме повисоки плати и тоа е нашата цел и ние работиме заедно со работниците и ја движиме оваа компанија. Ние извезуваме и навистина допринесуваме за економијата во оваа држава. Но имаме сега чувство дека се слушаме помеѓу себе. И тоа е така, затоа што оваа влада не прави ниту еден чекор кој што е надвор од консултации или насилен чекор кој што ќе значи наметнување на одредени политики или за работниците или за работодавачите. Токму ни стои социјален диалог, покажавме дека ја донесовме минималната плата, која што денеска е 14.500 и која што е во насока на подобрување на квалитетот на живот на работниците, но никако на товар и со притисок на работодавачите, туку напротив, паралелно донесовме една политика на субвенционирање на придонесите на платите и нивното растење до 6.000 денари, да може во суштина да го намалиме притисокот и за растот на другите плати над минималната плата. И видовме дека таа искористеност е одлична или дека минатиот месец исплативме повеќе од 45.000 вработени кои што ја добија зголемување на платите. Со ваков тип на диалог навистина обезбедуваме да компаниите растат, но при тоа на сметка на тоа да растат и платите на работниците и да можеме економијата или развојот и динамиката во нашата држава да биде се позасилена и подобра. И тоа навистина како влада не радува дека кога ќе се симнаме на телени, кога ќе видиме дека во компаниите работите ни функционираат и дека се срекни двете страни, ни дава стимул да и понатаму продолжиме со истиот начин на соработка и утврдување на следните чекори и политики кои што би дале уште дополнително развивање на нашето општество и социјалниот диалог навистина покажува дека само преку него можеме да носиме мерки кои што понатаму би биле и би давале ефекти за развој на нашето општество и нашата држава. Ви благодарам.